се упокажа. Ние го продолжуваме аманетот на нашите дедовци и го оставаме како аманет на нашите деца. И да ти кажам, Марине, не те гледам. И да ти кажам, Марине, тоа не е ниту твоја, ниту моја привилегија. Ете, тоа е Дамието Прилепски. Нека се знае, нека се повторува и никогаш да не се заборави. Прилеп во срце се носи и за овој град се ќе направиме. Тоа е нашето мото. Драги мои прилепчани, драги пријатели, комши и браќа и сестри, драги коалицијски партнери и соборци од Сојузот за иднината, другарки и другари од Социјалдемократскиот сојуз, добра вечер. На жените сакам да им го честитам вчерашниот празник 8 март. На сите вам ви посакувам секој ден, како на 8 март, луѓето околу вас да ви покажуваат колку ве ценат, сакаат и почитуваат. Почитувани, не е онака како Марин што го рече. Во Прилеп тешко се живее. Невработеноста е голема, а сиромаштијата уште поголема. Ама ние не се предаваме. Прилеп повеќе од 60 дена беше предводник на отпорот. Прилеп победи во борбата за демократија и слобода. Сигурен сум дека ќе победиме и на локалните избори. Од ВМРО ДПМН во Прилеп молчеа кога брат Благородна Дулич ги нарече прилепчани мајмуни. Во исто време им изгласа амнестија на УЧК и го изгласа Калан Џафери за министер за одбрана. Немаат ни лице ни образ за политика. А мене ме обвинуваат дека немам програма, дека немам проекти, дека немаме со што да работиме. Програмата е готова, проектите се спремни и тоа пишувани заедно со граѓаните. Заедно ги определивте и приоритетите. Убеден во нашата заедничка победа. Јас сега мислам и работам како да ги имплементирам тие проекти. Затоа бев во Германија, затоа донесов 8 германски пратеници во Прилеп.
во мојот мандат ќе биде борбата со невработеноста. Имаме многу паметни и учени млади луѓе кои се без работа. Затоа во мојата програма имам решенија за невработените, педагози, доктори, правници, економисти и сите други. Приоритет мора да бидат новите работни места во реалниот сектор. Луѓе, ние мора да ги искористиме природните ресурси. Имаме мермен, плодна земја, имаме сонце, го имаме Мариово како најголем ресурсен центар. Имаме силна прехранбена индустрија, имаме јака суровинска база. Со мене, општината нема да биде арачнија. Јас сватив и крајно време е сите да сватиме дека со Прилеп не се владее, на Прилеп може само да му се служи. Со мене, општината ќе биде сојузник на малото стопанство. Ќе основаме општински центар за изучување на занаети и ќе дадеме даночни олеснувања за занаетчиите. Ќе основаме бизнис стартап центар. Ќе го помогнеме развојот на малите семејни бизниси. Ќе основаме фонд за изготвување на европски проекти. Мојата визија е Прилеп да биде град на иновации и предприемачи. Втората поента, подеднакво важна, ќе биде и борбата со сиромаштијата. Што ќе направиме да ги спасиме прилепчани од сиромаштијата? Ќе основаме општински фонд за борба против сиромаштијата. Ќе воведеме донации 100 евра за секоја родинка, 100 евра за секој новосклучен брат. За радост и за помош. Ало, да им се парите! Ќе изградиме станови за социјалци. Ќе дадеме дополнителна помош за ученици од социјално загрозени семејства, за пензионери со мали пензии и помош за самохрани родители. На сиромашните треба да им се најдеме. Секој да има минимален приход за достоинствен живот. Образованието ќе го направиме достапно за сите. Ќе изградиме нови основни училишта. Ќе има бесплатна ужинка и екскурзија за дечињата од социјално ранливите категории. Ќе отвориме центри за дневен престој за учениците. Општината ќе ги поддржи младите прилепски таленти и ќе воведе проект стипендија за најдобрите ученици и спортисти. За подобрување на здравството и социјалната заштита ќе основаме центри за ран детски развој, 4 нови детски градинки, целодневна настава. Ќе има општински сервис за семејствата, поголема вклученост на лица со посебни потреби. Ќе изградиме нови објекти за здравствени услуги во селата и брза помош во Тризма 2 и центар за зависници од дрога и алкохол. Ќе почнеме редовна хуманитарна акција, Ден на семејството и волонтерски сервис за нега на стари и возрастни лица. Земјоделецот сепак е наша основна грижа. Ќе формираме координативно тело за развој на земјоделието. Ќе отвориме, изготвиме стратегија за органско земјоделско производство и стратегија за помош на земјоделците. Со нашиот проект Зелена иницијатива ќе воведеме општински сектор за земјоделски семејства, сектор за унапредување на руралните населени места, за европска земјоделска политика и сектор за меѓународна соработка. Имаме проект Млеко од прилепските фарми и проект за полесен пристап до ИПАК, финансиските средства на ЕУ за земјоделците. Ќе ги изчистиме одродните канали, мора да ги изсушиме селските бари и
и да изградиме нови порима за стоката. Мора да го доградиме и реставрираме хидросистемот. Ќе изградиме нови 500 микроакумулации. Запомнете, 500! Знам дека многу прашина се гледа околу ова, ама после ќе ви кажам како ќе го направиме тоа. Голема поента во програмата ми е Мое мало, мое село. Ова значи дека имам проекти и решенија и за Тројкрсти, Чепигово, Шелеврци, за Загорани, Беровци, Галичани, Кадино село, Мало и Големо Коњари, за Ново Лагово, Алинци, Тополчани и Рековци, Селце на Жучиште, Подловка на Марци, Лопатица, Понче и за цело Мариово. Прилеп ќе го направиме да биде пофункционален град. Нема повеќе да има поплави во Прилеп. Ќе направиме одводен канал на Селичка. Ќе изработиме физибилити студија за уредување на градската река и ќе изградиме 4 нови мостови. Имаме решенија за санитарната депонија Алинци, ќе изградиме современи градски јавни тоалети. Ќе пробиеме и ќе асфалтираме патен правец меѓу Вештачкото езеро и преминот Плетва. Ќе ги реконструираме постојните патишта до Вештачкото езеро и новите градски гробишта со осветлени пешачки и велосипедски патеки. Ќе изградиме заштитена пешачка патека на улиците Леце, Котески и Савска. Ќе ги санираме фасадите на училиштата за заштита на топлинска енергија. Прилеп ќе го гасифицираме. Ќе го гасифицираме. Ако може Астурница и Куманово, сигурно можеме и ние. Во областа на културата ќе ја популаризираме и збогатиме програмата на театарските игри Гордоста на Прилеп Војнан Чернодрински. Ќе ги премираме и промовираме локалните гастрономски специјалитети. Ќе ја реновираме старата турска бања и најважно за младите, ќе организираме младински културен центар. Со мене како градоначалник, општината ќе биде близки до граѓаните. Ова значи дека општинската администрација ќе биде слуга на прилепчани, ќе ги намалам цените на комуналните давачки и такси. И без тоа, тешко се живее во Прилеп. Уште арачки ли да се плаќа на општината. Ќе формираме совети во урбаните единици, совет за соработка со сдруженија на граѓани и координативно тело за економски развој. Ќе формираме општински фонд за обештетување од елементарни непогоди. Скрајата е пожар, поплава, земјотрес, секој може да го начека. Во ова време ретко кој има можност да ги субвенционира и да ги сноси тие големи, огромни трошоци за едно прилепско и македонско семејство. Драги пријатели, сега сакам накратко да ви ги представам моите главни капитални проекти. Убеден сум дека овие проекти ќе донесат развој на економијата и напредок на Прилеп. Со овие проекти ќе донесеме нова надеж во Прилеп. Прво сакам да ви го представам проектот 500 микроакумулации. Тие отвораат можност за брз економски развој. Микроакумулациите се стратешко, долгорочно, планско и техничко решение кое ќе овозможи наводнување на земјоделското земјиште во нашата Пелагонија. Имаме дефинирано над 500 профили за изградба на микроакумулации. Сакаме да опфатиме 40 милиони кубни метри вода во акумулациите, со која ќе може да се наводнат над 20.000 хектари обработливо земјиште. Ова е крупен зафат кој ќе биде голем предизвик за секој индивидуален земјоделец, за сите физички и правни лица, дури и за странските инвеститори.
на сите нив на располагање ќе им доставиме сите технички информации за микроакумулациите. Покрај тоа, општината ќе користи средства од буџетот, фондови, донации и кредити за изградба на микроакумулации. Идејата на вториот проект е Маркови кули да ги искористиме како економски потенцијал. Марковите кули ќе ги внесеме во листата на УНЕСКО. Ова подрачје, погодно за туризам и рекреација, е од непроценливо природно и културно богатство. Треба да го понудиме на домашната и странската јавност. За таа цел ќе изградиме соодветна туристичка инфраструктура, средновековен пат од Дабница до манастир Трескавец, североисточна заобиколница околу Марковите кули, наблюдувачници и амбиентални пунктови. Ќе организираме алтернативни облици на туризам, културен, манастирски, селски, туризам за геолошки истражувања, алпинизам и научен туризам. Ќе се уредат повеќе туристички пунктови. Маркови кули, плато околу црква Свети Димитрија, манастирот Трескавец, куќа Дабоич, Дабница, Дупјачани, Горносело и други. Ќе уредиме угостителски објекти, Акропола Маркови кули, Подкули, Дабоич и други. Тоа ќе ни даде подлога да се организира меѓународни, национални и локални проекти за истражување, организирање на разни семинари, школи и работилници. Просторот ќе биде соодветен за организирање на стопански активности, изложби и спортски манифестации. Третиот и најважен проект е гасификацијата на Прилеп. Тоа е најголемиот инфраструктурен проект како што не е изграден досега. Сериозно се ангажираме за изградба на гасоводен систем во Прилеп. Студијата што ја направивме покажува дека со гасификацијата на Прилеп стопанските субјекти и сите граѓани во општината ќе имаат пристап до квалитетен и ефтин енергенс. Директна корист од гасификацијата ќе имаат првенствено стопанските капацитети кои имаат потреба од процесна и топлотна енергија. Потоа, корист ќе имаат јавните институции, училиштата и детските градинки, здравството, а најмногу сите домаќинства, без разлика дали се згради или во индивидуални куќи. Гасот ќе може да се користи насекаде, во бизнисот, за неечистото земјоделството и како гориво за сите возила. Ќе овозможи изградба на постројки за производство на биогаз преку рециклирање на биоотпад. Од тоа ќе имаме двојна корист. Ем ќе има газ за потребите на граѓаните, ем ќе се намали отпадот. Понатаму ќе се намали употребата на нафта, бензин и мазут, а ќе се намали и употребата на огревно дрво. Со овој проект Прилеп ќе се препороди. Ви ветувам, ќе го подобриме стандардот на живот. Прилеп ќе стане европски град. Почитувани пријатели, следниот капитален проект е салата Македонија да биде мултинаменски центар. Сега салата Македонија е надвор од употреба. Жалосно е што се распаѓа под запот на времето. Најспортскиот град нема простор за спортување на младите, за спортските здруженија и спортските школи. Моето решение е салата Македонија да биде современ спортски, културен и комерцијален центар на површина од 14.500 квадратни метри. Тоа ќе биде репрезентативен спортски објект со голема спортска сала, со сала за мали спортови, со олимписки базен, пазете ветив базен, ќе биде остварен во Прилеп, куглана и сауна. За развој на трговијата и угостителството во
комплексот ќе има трговски центар, ресторан, кафуле со летна тераса и киносала. На крај, сакам да ви ги презентирам суштинските проекти за локален економски развој и за нови вработувања. Општината конечно ќе ја земе судбината во своји раце. Сите чинители ќе бидат ангажирани во тој процес. Ќе подготвиме стратегија за нов стопански импулс, за развој и нови работни места. Ќе основаме посебни зони за производство, услужни и трговски дејности. Имаме урбанистички план за индустријска зона Бегова ливада. Зоната опфаќа приближно 40 хектари. Во планот има предвидено 30 градежни парцели со основна намена за лесна и незагадувачка индустрија. Имаме детален урбанистички план за индустријска зона Старо Лагово. Оваа зона опфаќа приближно 60 хектари. Тоа ќе биде уште една стимулација за економски развој и нови работни места во Прилеп. Ќе поставиме современа инфраструктура во Прилеп и сите населени места. Тоа значи секое населено место ќе има современ водовод и канализација. На крај, сакам да им испратам порака на младите. Сведоци сме дека младите масовно се иселуваат во Прилеп. Тоа е последица на лошите економски услови и за жал, тие немаат можност тука да се реализираат. Моите програми за младите се смислени од младите. Имам верба во нивниот потенцијал. Планирам општината да стане бизнис инкубатор за развој на младинските идеи. Да им дадеме можност младите сами да го трасираат својот пат. А општината сесрпно ќе помага и ќе биде активен партнер на младите. Драги мои, знам дека предолго зборувам. Верувајте дека ова е кратка презентација на мојата програма. Во печатената програма има уште проекти на долго и на широко. Програмата е реална и остварлива. Ова е победничката програма за Прилеп. Ова е програмата со реални проекти. Ова е вистинскиот Прилеп. За да ова кое ви го покажав сега не биде само парче хартија напишана и се претвори во дело. Чест ми е да ви ја представам советнички Еленчи Кашковска, Социјалдемократски сојуз на Македонија. Томи Киовски, Нова социјалдемократска партија. Томислав Белакаповски, Социјалдемократски сојуз на Македонија. Елизавета Толеска, Социјалдемократски сојуз на Македонија. Евчан Еминовски, партија за целосна еманципација на ромите. Миле Талески, Социјалдемократски сојуз на Македонија. Јулијана Опезеска, Обединети за Македонија. Боријан Ристевски, Достоинство. Сонја Јордановска, Социјалдемократски сојуз на Македонија. Живко Јовески, ВМРО Народна партија. Пецо Тимовски, Либерална демократска партија. Роза Илиевска, Нова социјалдемократска партија. Тања Стефановска, Социјалдемократски сојуз на Македонија. Кире Ставковски, Социјалдемократски сојуз на Македонија. Павлина Котеска, Социјалдемократски сојуз на Македонија. Владимир Петрески, Социјалдемократски сојуз на Македонија. Ангелина Белеска, Социјалдемократски сојуз на Македонија. Александар Јовчевски, Социјалдемократски сојуз на Македонија.
Никола Кривокапич, Социјалдемократски сојуз на Македонија. Адријана Дубовска, Социјалдемократски сојуз на Македонија. Бобан Стојановски, Социјалдемократски сојуз на Македонија. Миле Стојковски, Социјалдемократски сојуз на Македонија. И сето ова не е доволно за победа. Од утре тргнуваме од врата до врата, да зборуваме со граѓаните, да ги презентираме нашите проекти и заложби. Одиме да ја побараме нивната доверба и овие да ги згазиме на избори. Од утре зборувајте со вашите комшии, пријатели, роднини и другари. Ве повикувам, бидете промотори, бидете мисионери на добрата мисла и позитивната енергија која сите вечера овде ја создадовме. Само немој да бидете долго како јас вечера.